Денес конечно заврши главната расправа по повод судењето за предметот кој што е познат во јавноста како тврдина 2. Ги изнесовме нашите завршни зборови и анализата на доказите кои што беа изведени на главната расправа. Убедени сме во основаноста на обвинението и како што кажав минатиот пат, очекуваме осудителни пресуди. На крај на сосема на крај ја прејудициравте пресудата за 6 обвинети. Дали од каде таква информација, такви сознанија дека нема да бидат осудени? Бидејќи побаравте од новинарите да не се објавуваат нивните имена. Не вака, не ја прејудицираме одлуката. Ние, како што кажав и минатиот пат, ние очекуваме да бидат осудени затоа што доказите кои што ги приложивме упатуваат на нивна кривична одговорност. Апелиравме имињата на обвинетите во овој случај да не бидат користени од медиумите затоа што сепак се работи за вработени во управата за безбедност и контраразузнавање, имајќи ги предвид нивните работни позиции, сметаме дека од интерес за безбедноста и на нив и на нивните семејства и нивните имиња да не бидат објавувани во јавност. Колку оваа присуда ќе помогне понатаму во постапките како што е она за уништување на системите за прислушување, особено против обвинетиот Горан Груевски, доколку се докаже дека ги уништиле овие документи? Секоја постапка е сама за себе и за основаноста на постапките се гледа во секој предмет поединечно. Така што единствено осудата може да влијае како отежнителна околност за одмерување на казната на обвинетите лица, ништо повеќе од тоа. Добро, цело време се вада дека работеле по наредба. Дали сметате дека таквата одбрана на останатите 6 обвинети ќе влијае врз пресудата против Горан Груевски, врз одредувањето на неговата вина? Секако во однос на одредувањето на висината на казната, таквата изјава на обвинетите би требало да има влијание, пак ќе оставиме судот да го каже последниот збор. Она што можеме од наша страна да го појасниме е дека без оглед дали работеле по наредба или не, законот е јасен, доколку наредбата е спротивна на законот, секој државен службеник е должен да одбие постапување по незаконска наредба. Алтернативна мерка значи условна осуда, односно да биде определена казна затвор, меѓутоа во исто време да се даде шанса казната затвор да не се изврши доколку обвинетите во рок кој што го определува судот не сторат ново кривично дело. Го предложивме ваквото нешто затоа што се работи за обвинети кои што имаат чисти професионални досија, а се долго време веќе во службата.